Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, вие гледате За или Против. Овој петок, како завршеток на работната недела, ќе се посветиме на здравието, на човековото здравје и, што е можеби поважно, ќе се посветиме на една предоперативна, ако може, подготовка, но и што се случува со пациентот за време на операцијата. За таа цел ќе се посветиме на одредени состојби поврзани со човековото здравје, на кои што можеби треба да обрнеме повеќе внимание, што значи дека ќе офатиме повеќе теми поврзани со нашето здравје. За таа цел вечерва во студио имам професор доктор Марија Срцева, која што е анестезиолог и вонреден професор на медицинскиот факултет. Добра вечер. Добро вечер, Анастасија. Благодарам на поканата. Чисто задоволство е да се биде тука и одлична тема и мислам дека ќе привлечам и слушателите и гледачите да нешто повеќе дознаат. Имавме кога се договаравме за темата, првенствено ни беше темата поврзана можеби со женското здравје и нешто тема која што малку подоле во емисијата ќе опфатиме, но со оглед на вашата стручност поврзана со анестезијата како анестезиолог е нешто кое што би сакала да го обрнеме внимание, бидејќи дај Боже човек да нема потреба да влезе во операциона сала, но може би ќе се случи, голем број на луѓе завршуваат во операциона сала и е важно да фатиме оваа тема од подготовка, што се случува, на што треба да обрнеме внимание и можеби некој кој што сега го чека некоја таква фаза, ќе му дадеме многу значајни информации. За почетокот, која е улогата на анестезиологот во предоперативната подготовка на пациентот и дали има некои чекори кои што се задолжителни во таа фаза? Што е анестезиолог? Анестезиолог е лекар специјалист кој што внимава на пациентот, меѓутоа како што самата објаснивте, не внимава само во текот на операцијата, туку внимава и во предоперативниот тек, ние го нарекуваме тоа периоперативно, во предоперативниот тек за време на оперативната интервенција и после операцијата. Улогата на анестезиологот се повеќе и повеќе расте, заради тоа што медицината веќе се ориентира према секој пациент посебно. Во минатото медицината била тоа што важи за еден, важи за сите. Сега секој пациент е единка и за секој пациент посебно мора да се направи сите испитувања и да се одредат и анестезијата, и интервенцијата, и сет е пациент ориентиран. Кога зборуваме за каде ја има улогата анестезиологот, ја има улогата во предоперативната проценка. Предоперативната проценка се движи од одредување на каков тип на операција, зашто се оперира пациентот, што има од сопствените заболувања, дали е хитна операцијата или не е хитна операцијата, кои болести ги носи со себе пациентот, кои предизвици таа операција може да ги предизвика кај одреден пациент и комплетна евалуација на тоа што пациентот во минатото го имал или во сегашноста го има за како анализа. На основа на таа анализа се одредува ризикот и во колку е потребно се прават некои дополнителни испитувања или дополнителни диагностички методи. За време на оперативниот тек, анестезиологот е одговорен за работата на срцето, односно пратењето на пациентот. Ги пратиме работата на срцето, работата на бубрезите, дишењето го пратиме, значи и болката на пациентот, длабочината на анестезијата и секако крварењето. И за постоперативно, улогата не завршува само со операција, постоперативно се прати болката, полесното закрпнување и се даваат одредени насоки, односно учествуваме во давањето на насоките за полесно и подобро пребродување на постоперативниот тек. Меѓутоа, тука не завршува работата на анестезиологот. Анестезиолозите имаат огромна улога и практично во реанимацијата, значи она што се значи оживување, борење со живот, борење со некои состојби кои што доведуваат, може да неминовно да доведат или да доведат до несакана или до несакана или инцидентна смрт и дополнително со интензивното лекување, анестезиолозите се одговорни за пациентите кои што се во интензивно лекување и кои што во главном бараат респираторна поддршка.
комплексна е улогата на може да заклучиме на анестезиологот, но би сакала да ни објасните ако може наједноставно што се случува со човекот, со човековото тело кога е под анестезија. Главната функција е наједноставно кога одиме на забан или да не обезболи, но не е единствената таа работа, бидејќи не сме свесни кога станува збор нели за таква целосна анестезија, не сме свесни што се случува со нашето тело. Што се случува со телото? Вака, анестезиологот, односно анестезијата има за цел, ако гледате по книгите, значи и тоа што го кажува науката е дека има цел да обезболи, да го заспие пациентот да не се сеќава на тоа што се случило, во тек на операција да биде кардиолошки и респираторно стабилен, да обезбеди мускулна релаксација и да обезбеди можност на хирургот да си ја заврши собствената интервенција. Што се случува? Генерално се случуваат многу работи, меѓутоа првенствено она што се, ако тргнеме од како одат постапките на анестезијата, одат едноставно во предоперативниот тек, кога ќе ги одредиме ризиците, кога ќе одредиме што дополнително треба на пациентот да му се направи и за каква интервенција, ние дополнително ги одредуваме и можностите и колкава е шансата да тој пациент развие некој друг коморбидитет или, не дај Боже, морталитет. Пациентот кога ќе влезе во операционата сала му се става мониторинг, значи да најобичен мониторинг, основен мониторинг во зависност од што ќе се оперира и како ќе се оперира. И тука се пратат, како што реков, срцето, неинвазивен или инвазивен мониторинг можеме да направиме на крвниот притисок, понатаму респирацијата, заради тоа што кога се работи за општа анестезија или балансирана анестезија, пациентот, кога му ги даваме анестетиците, тој првенствено ја губи свесноста, меѓутоа понатаму престанува и неговото дишење. Кога ќе пристане дишењето, анестезиологот го превзема неговото дишење заедно со машината, дише наместо пациентот и треба да постави едно црево кое го велиме тубус за да пациентот се постави на респиратор за да диша. Во текот на целата интервенција се даваат лекови и се прати во однос на сите параметри кои што ги имаме, хемодинамски и дополнителни параметри, дали на пациентот му е потребно повторно повеќе аналгезија, дали го боли пациентот, значи обучени сме, ние го учиме тоа и додаваме, работиме, обезбедуваме сигурност за пациентот, обезбедуваме да пациентот не е оладен, да не му е ладно заради тоа што е несвесен и самите лекови си предизвикуваат некои физиолошки состојби, односно патофизиолошки состојби кои што може многу лесно да направат дисбаланс на самиот организам. Ајде да го објасниме тоа на некој, да го ставам во една реченица, тоа би било дека, например, анестезиологот е оној кој што е одговорен за комбинација на фармакологијата и физиологијата. Односно го доведуваме, пациентот влегува во еден контролиран физиолошки стрес кој што станува во таа и ние го контролираме на различни начини. Ке позборувам и за стресот генерално и пред и за време на операцијата и после тоа, но што се случува, како вие како анестезиолози одлучувате кои се ризик фактори при анестезија? Има ли по инаков пристап, рековме дека индивидуален, кај секој човек поединечно, но има ли одредени болести, состојби за кои што можеби треба поинаку да се пристапи без разлика на индивидуалниот пристап? Или кои се ризик фактори, ако може да се каже? Практично секогаш влегува во тоа индивидуалниот пристап. Како се одредуваат ризик факторите? Значи, ризик факторите се одредуваат со предоперативната и тоа е предоперативната проценка, тоа е најважниот дел, да речеме, тоа се испитување на крвта, кои што се анализи на крв, значи прво се земаат во анестезиолошка амбуланта демографските податоци, значи колку е пациентот, годините, возраста на пациентот, колку е висок, колку е тежок пациентот. Значи во анестезијата лековите не се даваат како се дава, секој лек се дава на килограм телесна тежина или на body surface area и за тоа мораме да ги имаме индивидуално колку пациентот тежи, виси и има висина и колку има години. Понатаму се прават испитувања по системи.
Значи, анестезиолошката проценка оди по системи. Најчесто се користи америчката АСА класификација. Тука има 6 класификации од комплетно здрав пациент кој што оди на лесна операција до пациент кој што нели да речеме е во мозочна смрт и е односно е мозочно мртов и е донор на органи. Ризикот се одредува по секој систем посебно. Значи, пациентите кои што имаат заболувања од кардиоваскуларниот систем, за секое заболување се гледа дали се прави ЕКГ, во колку на ЕКГ-то се процени или пациентот каже дека претходно имал заболување или имал аритмија или се види дека има аритмија или има за операција, се оди на дополнително испитување. Често ги бараме ехо диагностиката на срцето, понатаму некогаш во зависност од тоа кај васкуларните и кај кардиоваскуларните пациенти бараме дополнително и коронарографија да се види каква е состојбата на срцето. Кај белиот дроб стандард значи кога се испитува белиот дроб, стандард е да се испита да се направи на рентген снимка и да се направи аускултација на белиот дроб за да се види каква е состојбата на белиот дроб за гастроинтестиналниот, дали пациентот има некои болести кои што може да влијаат на одреден тек во операцијата, како што се желудечна киселина, понатаму заболувања на хепарот, тие се поврзани пак со други одредени ризици кои што ги носи, хормонскиот статус и статусот на коагулација. И секогаш пациентот за секој индивидуално се прашува за претходни операции, лековите кои што ги пие и кои што ги пие и му се дава насока како понатаму треба да постапи во однос на лековите кои што ги пие и на терапијата. Ова, докторка, е во случај кога знаеме дека имаме некој заболување, имаме простор да се подготвиме. Но што кога, не дај Боже, има можеби сообраќајна несреќа или некоја друг вина несреќа, па пациентот веднаш треба да се внесе во сала? Токму така. За класификацијата постојат и други многу класификации, значи за кардиоваскуларни, за некардиоваскуларни, кои што се користат. Пример класификацијата постои многу е битно. Дали се работи за итна операција или се работи за елективна. Во елективната операција, елективна значи ладна операција која што е планирана, во колку откриеме дополнително нешто, тогаш имаме можност да го вратиме пациентот, односно на дополнителни исследувања, каде што ќе бидеме сигурни да можеме да го пресмитаме кој исходот на пациентот и колку пациентот има. Се случува ли во предоперативниот период кога се подготвувате за тоа да се открие нешто плюс? Да. Нешто што пациентот на пример претходно го немал. Токму во тие испитувања не бил свесен дека го има, но се открива ли тоа често? Па секогаш се открива, постои можност заради тоа што пациентот во зависност зборуваме за елективен пациент кога ќе дојде, кога ќе направи и лабораторија, ние ќе погледнеме лабораторијата. На лабораторијата едно најчестите пореметувања кои што ги имаме во лабораторијата и тука ги дознаваме некои работи. Најчести заболувања кои што, да кажам, пациентите не се доволно свесни, а влегуваат, одат во операциона сала, се однесуваат на оние пациенти кои што претходно да ги класифицираме дека не оделе често кај матичен лекар, не биле доволно исследувани, или едноставно не биле, како да кажам, не биле самите, не воделе грижа за себе. И од кога тие пациенти како такви ќе ги откриеме, во зависност од тоа што сме открила дополнително, пациентите се доспремаат или одат на операција. Неретко се случува да на рентген откриеме, не дај Боже, и лоша болест, карцином на белите дробови, а се дојде нели за нешто друго. Меѓутоа, меѓу најчестите болести кои што ги откриваме предоперативно од лабораторијата и од стандардните испитувања се, да кажеме, покачен крвен притисок, проблеми со аритмии, со ритмот на срцето, шеќерот и анемијата. Го спомнавме шеќерот, односно диабетесот, колку е важно за пациентите, бидејќи се чини дека за време на короната
обичниот народ стана и оној кој што не бил свесен, вие докторите секогаш сте биле свесни или за самата состојба, меѓутоа тогаш некако многу често се зборуваше за дијабетесот како коморбидитет кој што навистина знае да предизвика компликации, а нешто што многу скоро почна исто така да се зборува меѓу народот, благодарение на социјални мрежи, е инсулинската резистенција, но за тоа малку подоцна ќе зборуваме. Како се подготвува пациентот со дијабетис во тој случај, бидејќи навистина една состојба каде што може од самиот стрес за време на операцијата да предизвика одредени други состојби, односно покачување или намалување на шеќерот. Што се случува со таквите пациенти? Пациентите кои ќе дојдат априори, во колку имаат шеќерна болест, дијабетес, оние кои што се со дијабетес 1 се во главном дијагностицирани и знаат. Оние кои што се со дијабетес 2 се случува да имаат контролиран и неконтролиран. Ако е неконтролиран, тие пациенти одат дополнително мултидисциплинарно заедно со ендокринолозите ги проследуваме во текот на операцијата и постоперативниот тек. Секој пациент кој што има дијабетес носи ризик од зголемени кардиоваскуларни заболувања, значи и дијабетесот предизвикува на непостои крвен сад кој што да речам на некој начин него зафаќа и затоа е битно да биде контролиран и да луѓето го знаат на време. А во однос на операцијата минува во единствено промените кои што настануваат се дека тие пациенти имаат зголемен ризик од кардиоваскуларни инциденти, имаат зголемен ризик од во колку не е контролиран шеќерот, од инфекции и пролонгирано лечење. Пациентот кој што е на терапија заедно со мултидисциплинарно со ендокринолозите, во главном оние пациенти кои што земаат орална дијабетесна, антидијабетична терапија, тие на денот на операцијата не ја земаат, а пациентите кои што се со инсулин, са бајлето, не се вечерта ако земаат последната доза на инсулин, са бајлето, секогаш се мери кај овие пациенти нивото на шеќерот и во тек на операција, во колку е потребно, повторно ги мериме за да не направиме некои проблеми како хипергликемија и хипогликемија. Што се случува? Најчесто пред оперативен период пациентот не му се дава храна, односно има зошто го правиме тоа? Што е потребно, зошто е потребно да не се конзумира с храна пред операција? Да нема одредена... Поранишните, вака се ставувите се секогаш кога пациентот се воведува во анестезија, значи го збориме за општа анестезија, дури и да не е општа анестезија, не знаеме кога на пациентот нешто ќе му се случи во текот на операција, дури да е регионална анестезија, и ќе побара да му се постави повторно на црево за дишење што. Во моментот кога ние ги даваме лековите, кога се инхибира центарот за дишење, се олабавува и мускулатурата на трахеата и на горните дишни патишта. Поколку желудникот е полн. Постои можност да се врати нагоре храната и да влезе во белиот дроб и да таа храна да доведе до дополнителни компликации како што се пнеумонија, аспирациона пнеумонија, потреба од подолго лечење, потреба од механичка вентилација и може и други несакани компликации да донесе. Проблемот со пациентите кои што рековте за дијабет што се, кај нив празнењето на желудникот е многу поспоро отколку кај пациентите кои што немаат дијабет, овде се внимава посебно на тоа, да оди подолго не внесувањето на храната, меѓутоа интригантно прашање поставите заради тоа што новите ставови, јас работев на делото, новите ставови се дека веќе порано беше 2, 4 и 6 сата, 2 сата за течност, 4 сата за полесна храна, 6 више за тешка храна. Новите ставови наведуваат дека треба да се јаде пред операција, не да се јаде, него да се внесуваат посебни солуции кои што внатре имаат или јаглохидрати или протеини за да пациентот, односно организмот, а пред операција не влезе во стрес пред операција, зашто не е нормално да толку време вие не јадете или ги празниме пациентите.
да не влезе предходно за во стрес кој што ќе ни го потенцира постоперативно стрес и ќе го пролонгира лечењето. Така да новите ставови одат на тоа дека 2 сата предоперативно пациентите може да земат сок, бистри течности, не треба да се тоа кашести течности, јогурти, газирани да се избегнуваат, меѓутоа бистри течности може, кои што уште е пожелно да е посакувано да имаат јаглехидратен состав внатре, или се даваат како готови солуции во самите болници пред операција да ги испијат. Го споменавте стресот. Нормално е кога на еден пациент ќе му се соопшти дека ќе го исчекува операција, дека автоматски тоа не е нормална состојба, не е состојба која што е посакувана. Нормално е да е пациентот под стрес, а можеби и тие моменти, часови, денови дека лежи во болница, дополнително може да го зголеми стресот. Каква улога има стресот во состојбата на пациентот кога е во операциона сала и каква е улогата на анестезиологот во тие случаи? Гледате ли му чука срцето забрзано, се гледа тоа може во целокупните состојби на телото? Што гледате вие како анестезиолог кога телото е под стрес? Вака, во предоперативната подготовка секогаш на пациентите им се дава лесен седатив. Заради тоа што пациентот колку и да кажува дека не му е страв, колку и да збори дека колку и да е убеден во тоа, јас сум анестезиолог, сум била оперирана, не ми е сеедно. Не ми било сеедно. Потребно е да се земе една премедикација. Ние ја даваме премедикацијата, во колку пациентот не ја земе, влегува во операциона сала и гледаме една вознемиреност, глобална вознемиреност, гледаме тахикардија, гледаме висок крвен притисок, кој што, например, е сосема надвор од рамките на нормалното функционирање, да можеме да почнеме со анестезијата и тогаш пациентите гледаме да ги припремиме дополнително, односно малце да ги подсмириме, им даваме анксиолитик, им даваме седатив, го правиме целото тоа ние, за малце да ги смириме, за да може да влезат во операција. Значи тоа може да се прави за време на операционата сала, доколку видите пред операција да се направи целото тоа, да се смири малце пациентот и веќе заради самиот факт дополнително, ако еднаш влезе во операциона сала, тоа му е прв пат кога ќе го извадите од операциона сала или во предоперативниот простор, ја гледаат околината, малце стивнуваат. Дополнително разговорот. Значи, меѓу ретките доктори кои што ќе го знаат вашето име во операционата сала е анестезиологот, а пациентите кога им пристапите на име, да му го кажете името, осеќаат доверба. Значи, многу е битно да осета таа доверба. Се опуштаат. Колку вие сте поопуштен, колку повеќе им направите муабет, толку повеќе и полесно предоперативниот период дека почне операцијата, на исчекување кое што го има, го поминуваат полесно. Тоа е за време на операцијата. Што кога ќе заврши операцијата и будењето на пациентот или враќањето? Сите сме гледале одредени видеа по социјалните мрежи каде што се во некоја состојба или пред операција кога примаат анестезијата, кога се смеат, кога иако и ете сте кажали вие сте биле во операција, не секогаш, нели? Односно, дали сте гледале пациенти кои што имаат некои такви моменти каде што се шегуваат, кажуваат некои интересни работи и колку тоа на вистина анестезијата влие врз сето тоа? Тоа мислам дека сите го имаме видено и на филмови, и на кратни оние видеа по социјалните мрежи, дали е тоа вистина во операциона сала? Апсолутно е вистина. Значи, во зависност од тоа што, ако зборуваме за предоперативниот период, чисто се случува да пациент влезе, јас сум силен, во ред, немам проблем, немам страв од операција. На будењето, едноставно, заради тоа што се одземени инхибиторната состојба на мозокот, односно мозокот се однесува некомплетно, не може да го контролира тоа, да плаче. Некогаш се случува сосем обратно. Како ќе им дадете лек, почнуваат да се смеат. Имале пациенти, почнуваат да пеат. Значи, има пациенти кои што плачат, кои што се стрес. Све тоа во зависност од што ги очекува, што е операцијата и што е диагноза. Во главном, пациентите кои што имаат немили диагнози,
како карциноми, се многу посмирени, они се уплашени за својата дијагноза, меѓутоа не се плашат од чинот и од актот на анестезијата. Првото нешто што после будење им е дали е готово, дали се извади, за разлика од тоа пациентите кои што влегуваат за операции кои што не се од малигнен карактер, се веќе многу поразлично пристапуваат на тоа. Кај нив има повеќе анксиозност и страв заради тоа што не мила дијагноза. Овие психолошки го имаат моментот на дијагнозата која што ги оптоварува дополнително. Што после операцијата? Колку долго треба да се следи пациентот од страна на анестезиологот кога ќе заврши нели самата операција? Све зависи од тоа каков вид на операција, што е оперирано и од состојбата на самиот пациент. Глобал зборуваме за да кажеме операции кои што не влегуваат во многу голема хирургија, значи кои што не влегуваат во многу масовна интервенција и интервенција која што трае многу долго, каде што немаме крвозагуба, се будат на операциониот стол, на оперативната маса. Се будат пациентите, се ставаат или во прицела или во соба за будење, ние не нарекуваме, да се елиминира дејството на лековите. Чекаме отприлика, се чека во однос на пациент, на неколку, отприлика 30 минути до 1 час, тоа е правило, зависи на која потешка операција до 2 часа, да помине дејството на оние лекови кои што може да ни направат депресија на респирацијата, на дишењето, и да биде пациентот копиран, болката да му биде копирана, значи да може да се качи на одел да нема болка. Каде што, значи во собите за будење и во предоперативно, во делот каде што после операција, ние го викаме предоперативна припрема, во делот каде што лежат да има доволна сатурација, да имаат добри витални параметри, да немаат хипертензија, да немаат болка и да немаат ризик од престанок на дишење. Докторке, се почесто се зборува за инсулинската резистенција. Тоа во суштина колку влијае врз самата операција од една страна, од друга страна што се случува со организмот, колку често поминува незабележано кај пациентите таа инсулинска резистенција, мислејќи дека можеби е нешто друго, замор, стресен период или можеби некои други фактори, имајќи предвид дека вие вашата улога во самата инсулинска резистенција, откривањето нели се тоа што подразбира е голема, па би сакал еве од вас да базично да знаеме што е поврзано со инсулинската резистенција, зошто се случува пред се и како тоа влијае на организмот. Постојат два вида. Прашањето е многу одлично и е прашање кое што е малце поспецифично во однос на гледачите. Инсулинската резистенција може да постои и предоперативно. Значи, пациентите кои што имаат инсулинска резистенција имаат различни нивоа на инсулин. Што значи инсулинска резистенција? Во принцип, значи дека имате инсулин, значи панкреасот лачи инсулин, меѓутоа клетките кои што треба да го искористат тој инсулин не го искористуваат. Посебно клетките на мускулите или на црниот дроб. И при тоа остануваат гладни. Кога остануваат гладни, автоматски тие го посегнуваат повторно кон хепарот, кон панкреасот да се лачат повеќе и повеќе инсулин и практично имаме многу инсулин, а не го искористуваме инсулинот. За ова би можеле ендокринолозите малце повеќе да зборуваат и инсулинската резистенција е релативно нов феномен како феномен, односно не е феномен, него е веќе заболување. Прв пат во 80-тите, касните 80-тите и 90-тите се внесе терминот метаболен синдром. Во метаболниот синдром се внесе и инсулинската резистенција, меѓутоа како дел од тоа дека пациентите кои што ја имаат оваа инсулинска резистенција имаат повеќе инсулин, меѓутоа може да имат и помалку инсулин и не го искористуваат. Значи во главном неправилно искористување на инсулинот од клетките кои што треба.
За разлика од тоа, многу поново и многу повеќе се говори и стално во последно време се говори за тоа дека пациентот кога ќе влезе во операциона сала, без разлика колкава интервенција да му се изведува, пациентот влегува во една состојба на стрес, мора да има стрес одговор. Тој одговор на стрес одговор ние го велиме, што прави? На панкреасот му вели блокирај го лачењето на инсулин. Во моментот, инсулинот е единствениот хормон кој кога ќе почне интервенцијата, паѓа. За разлика од тоа, кортизолот, соматотропниот хормон, адреналинот, оно што веднаш. Сите тие контрарегулаторни хормони, затоа се велат и тие контрарегулаторни, посебно и во однос на шеќерот и во однос на другите и на инсулинот, овие растат. И имате состојба кога панкреасот не работи за кратко време, не работи, не лачи инсулин за многу кратко време и понатаму тој почнува да лачи инсулин, го лачи во поголеми количини, меѓутоа клетките влегуваат во таа инсулинска резистенција. Секоја операција, значи во однос на тоа колкава е голема операцијата, како се изведува и што операција се врши, докажано е дека пациентите постоперативно влегуваат во инсулинска резистенција во моментот кога ќе се направи првиот рез. Таа може да трае од 2 до 9 дена. Ништо посебно не е во однос на тоа како ќе го третирате пациентот, меѓутоа кај пациенти кои што априори дошле со инсулинска резистенција или има диабет. Диабетот не значи дека пациента кој има инсулинска резистенција има диабет, може да не го контролира убаво шеќерот, значи да има проблеми, па да мора да се дават дополнително и дури и надворешен инсулин за да може да се контролира. Ке заклучиме дека стресот во целава се тоа што го зборуваме игра голема улога. Така е, стресот и стрес одговор. Ние го нарекуваме стрес одговор. Одговор на стрес во смисла на операција и на општо. Вашиот и докторат е посветен токму на стресниот одговор кај хирургичките пациенти. Што се случува во организмот кога човекот е изложен на оперативен стрес? Ве споменавте одредени хормони се покачуваат, други се намалуваат. Како лесно, ништо не е лесно поврзано со операција, но што е она што се случува во моментот и колку брзо или индивидуално е тоа човекот закрепнува од тој стрес и дали можеме навистина да закрепнеме од оперативниот стрес? Ако прашувате за инсулинската резистенција, веќе ви кажав, таа трае од 2 до 9 дена во однос на тоа каков тип на операција и не зборуваме за пациентите кои што се во интензивно лекување. Пациентите кои што се оперираат во зависност од тоа повторно каква е интервенцијата, толку подолго е нивното операвување, да кажеме, и враќање во една нормала. Сега се оди на таа fast track анестезија, односно на fast track операции. Тие се нарекуваат каде што се оди предоперативно да се подготви пациентот, значи дента пред да дојде му се даваат овие раствори кои што ја намалуваат, имаат за цел да ја намалат инсулинската резистенција, се превзимаат дополнителни мерки кои што се превзимаат степени, односно разликување на болката и подобар третман, односно по различен малце третман, мултидисциплинарен и мултимодален третманот на болка и се оди кон се помалку инвазивна хирургија. Сето тоа го забрзува оправувањето од операцијата и се оправуваат, сите се оправуваат од операција. Ке направиме тука на кратка пауза, мислам дека доста одговори дадовме без разлика дали биле може и во операциона сала треба да одат или може би ве знаат некој на кој што може да ве совети да му ги пренесат. Во вториот дел би сакала се опфатиме на поединочни на некои состојби поспецифични како ете одредени состојби поврзани со ракот, но ќе направиме на кратка пауза тука, потоа ќе ги дадеме и останатите одговори.
Да, сте враќаме назад во студиото, ќе го продолжам разговорот со доктор Марија Срцева. Докторке, вие сте доктор на тораковаскуларна хирургија. Што најчесто се оперира таму? Со кои најчести заболувања доаѓаат пациентите кај вас? Клиниката за тораковаскуларна хирургија опфаќа голем обем на различни дијагнози. Меѓу најчестите би ги рекла дека се карциномот на дојка, карциномот на тироидеја, карциномот на белиот дроб, во васкуларната хирургија аортите, периферните бајпасови, односно запушување на крвните садови, како и каротидните артерии. Меѓутоа мислам дека со во однос на тоа колку и во светот расте процентот на карциномот на дојката, дека и ние имаме голем процент. Да, може да позборуваме малку во тој дел. Би сакала да опфатиме така една порака, ако може да каже, бидејќи ракот на дојката е еден рак кој што меѓу кои, ако рано, како и сите видови, ако рано се открие, може и многу позитивен ишод да има на крајот, а се сведува на прегледи кои што секој дома може да ги направи. Тироидната не може дома да ја прегледа, белите дробови не може дома да ги прегледа, но градите може дома да се прегледаат. Што би порачале на пациентите? Дали колку често и на која возраст треба да се оди на редовни прегледи? Дали ехото е доволно, ехото на дојка е доволно, кога треба да има и поинакви прегледи? Но што е оно што би сакале да го знаете? Имајќи предвид дека ги споменавме дека да е едно од почестите раковина кои што се среќава, но дали е дека имаме некој, како да кажеме, експлозија на раковина дојка или пак често се откриваат, што е од друга страна добро ако се откријат на време. Да, вака, многу важно прашање, посебно за женската популација, меѓутоа да не забораваме дека има и машка популација која заболува од карцином на дојка. Во светот има над 2,3 милиона пациенти кои што имаат карцином, пациентки кои што или пациенти, ајде да ги кажеме, најчесто е кај женската популација, меѓутоа тоа е карцином кој што се превенира и кој што рано откривање значи живот. Карциномот на дојка е последица на хормоналните промени кои што ги доживува жената во својот живот. И тоа се голем трновер прави на тие хормони кои што доаѓаат, како што се естрогенот, прогестеронот, тестостеронот. И овие промени прават голем трновер на карциномот, односно на ткивото кое што е на самата дојка, за да можеби некоја клетка или мутира, или дополнително со сите дополнителни фактори, како што се пушење, надворешно загадување и нездрав живот може да доведе до тоа. Во свет трендот е дека карциномот на дојка се зголемува. Во Македонија наводите од Институтот за јавно здравје во 2024 е дека има од 800 до 1000 на годишно ниво. Меѓутоа, се почесто и почесто трендот во свет е со превентивните со скрининг програми да се откриваат се порано и порано. Токму тоа откривање порано и порано можеби и значи дека имаме некој експлозија на карциномот на дојка. А во суштина е раното откривање што е раното откривање, така е не секогаш раното откривање, меѓутоа свесноста се. Откривањето, да, свесноста. Мораме да сме свесни дека да, секое дете, секоја мајка мора сопственото дете да го научи, женско дете, па дури и машко дете, дека еден само преглед открива отприлика 40% од сите вкупни пациенти кои што во свет се оперирани се со само преглед. Прегледот не бара ништо повеќе, со 3 прсти испипнување на дојката, подмишката, и со овој преглед кој што може да се изведува еднаш месечно и треба да се изведува после менструалниот циклус кај младите девојки, треба да се почне после 20-та година.
За разлика од тоа веќе во другите возрасти, значи скрининг програмите нудат и опција, не нудат на опција, обврзуваат на некој начин да се од после 40-та година е паметно да се направи првиот мамограм. Од 50-та натаму се прават мамограми на секоја една година, после 56-та никако се намалува на 2 години, во колку не постои ризик од развивање на карцином на дојка. Она што го кажавте како прашање е да не секогаш само мамограмот открива, само прегледот е оној кој што прв нешто ќе ни каже, она што промената која што ќе ја приметиме, дали ќе биде визуелна промена, дали ќе биде на палпација, на допир, и дополнително не секогаш мамограмот може да каже дали е карцином, заради тоа што тоа рентгенолозите ќе објаснат во снимката која што се прави, жлезденото ткиво на дојката, ако е јако и ако е солидно, изгледа многу бело, а тоа ли може би да личи на карцином, затоа некогаш се комбинираат и со ехо. Јасно. Да, и сега, зошто, колку, особено споменавте дека жената по 40-та година, веќе по 20-та точно треба тоа да го прави, или ако може да бидеме уште по-специфични, претпоставуваме дека може би многу е рано од прва менструација, но веќе треба да ги подготвуваме женските деца, нашите ќерки, дека треба да бидат свесни, нели, за тие самопрегледи. Колку заболувањата поврзани со хормоналниот дисбаланс често остануваат недиагностицирани кај жените, што вели вашето искуство, иако тоа е поврзано со ендокринологијата, но вие ги гледате пациентите с тебе во операциона сала, особено кај жените, бидејќи во менопаузат и во предменопаузат, нели, тој период, доаѓа до хормонски дисбаланс и колку тоа влие, бидејќи, како што кажавте, влие врз појавата, нели, врз самиот рак на дојката. Кај жените настанува еден голем трновер на хормони. Почнувајќи од првата менструација до завршување, односно до менопаузата, жената поминува низ многу јаки циклични промени на одредени хормони. Во главно се работи, како што кажавме, за естрогенот и за прогестеронот. Естрогенот во текот на развојот, значи на жената, односно жената кога ќе влезе веќе во перименопауза, се зборуваме веќе жена која има нормален циклус, жена која што почнува да привршува тој циклус, влегува во една перименопауза, во таа перименопауза доаѓа до циклична промена на естрогенот, а естрогенот пак влијае, не постои жлезда во организмот која што нема естрогенски рецептори. Затоа чисто пациентките кои што се во менопауза имаат големи промени на различен тип на жлезди. Ајде вие го велите хормонален дисбаланс, да, хормонален дисбаланс во однос на тоа зависи која жлезда или што се случува со таа жлезда, меѓутоа жените кои што се во менопауза мора и треба да има скрининг програми, односно да се проверуваат во однос на другите жлезди. Паратироидејата, тироидејата, заради тоа што повторно ќе кажам, рецепторите, односно паратироидејата па е жлезда која што е покрај тироидејата, таа е одговорна за калциумот. Естрогенот на таа жлезда и представува гејткипер. Го чува калциумот да не ни излезе од коската кога ќе влезе во менопауза жената, естрогенот паѓа и го нема. Тогаш, значи, веќе и калциумот излегува, коските стануваат се попорозни, значи развојот на остеопороза и остеопенија е неизбежен. Понатаму е неизбежен, може да се избегне, нели, со превенција, меѓутоа настанува. Понатаму жлезата како паратироидејата не е научена дека она нема естроген, она се труди се повеќе и повеќе да даде парат хормон кој што се повеќе и повеќе ќе ни го влече калциумот од коските, ќе ги прави попорозни. Во исто време се случува метаболизмот се успорува поради дејството на естрогенот, поради дејството на тироидната жлезда и
женското тело е секогаш склоно повеќе кон инфламација. Чим е склоно повеќе кон инфламација, имунолошкиот одговор заедно со хормоналниот води до пореметување на повеќе жлести. Да не останеме неодговорени, го споменавме ракот на дојка дека е мажите, на мажите кои што сега слушаат, можеби ќе им дојде чудно ако не го слушнале тој, но дека се појавува кај мажите, но зошто се појавува кај мажите? Дали е истите, бидејќи споменавме дека хормоните влијаат, дали кај мажите влијаат хормоните за појава на рак на дојка и дали мажите треба на ист начин како жените да го прават тој преглед? И колку е чест? Не е чест. Мислам, за среќа не е чист, меѓутоа е со полоша прогноза за разлика од тој. Жените не сакам да ги плашам мажите, меѓутоа заради тоа што не знаат дека може да не одат на не треба ние немаме ниту ние ниту во светот постои тоа дека мажите мора да се контролираат. Отприлика тој помалку од 1% се јавува од карциномите на дојки и она што литературата го кажува дека заради одредени мутации кои што се јавуваат во генската конституција. Значи кај мажите се веќе други. Да, со тоа што повторно мажите носат екстрогенот е одреден од X хромозомот. Жените имаат 2X хромозома, мажите имаат X и Y. Значи, они во својата хромозомска идентификација повторно имаат ниво на естроген. Би сакала на крај да завршиме со едно прашање кое што ми дојде како инспирација од сето ова што го зборувавме, бидејќи зборувавме за жените, за хормоналните промени. Колку е вистина, докторке, дека сето оно што се случува во женското тело не е доволно испитано и дека медицината има тука голем простор уште повеќе да осознава што се случува со женското тело од моментот на првата менструација до перименопаузата и самата менопауза? На овој дел кој веројатно многу подобро ќе го одговорат гинеколозите и ендокринолозите, меѓутоа сметам дека се уште постојат делови кои што мора да се доиспитуваат, односно мора на некој начин, дали ќе бидат тоа анимални модели, дека постојат агли кои што мора да се доиспитаат и не е доволно испитано. Хормоните се Јас, значи, сум лично како лекар, исто многу ме интересираат и затоа сум навлезена повеќе во тој дел, меѓутоа се недоволно откриен. Ние имаме, постојат сега хормони кои што во денешницата пред 2 или 3 години излегуваат дека постоел тоа е хормонот кој што нов хормон, така да тоа се делови кои што и комбинациите на сите тие, како што рековте, дали во менопауза, дали е прва менструација, дали. Да, тоа е убавината на медицината и очекуваме да видиме што се ќе донесе. За крај, докторе, што би било една ако може да ја сумираме емисијата на порака до гледачите, како од ваша перспектива на сето она што го знаете, што го гледате во операциона сала, меѓутоа и во постоперативниот период? Што би била мојата порака? Операцијата не представува нешто што е треба да биде дополнителен стрес за зборувам од психичка страна. Операцијата мора да се направи, тогаш кога мора да се направи, ќе се направи. Меѓутоа тоа не значи и анестезијата представува исто дел кој што не е само ризик, него и придобивка на самата анестезија што е откриена. И кога ќе се направи операцијата, пациентот, односно раното откривање на било кое заболување за да се направи операција и анестезија не би требало да биде сватено како нешто што или стигматизирано дека е нешто страшно и дека нешто доведува до страшни компликации. Компликациите се можни, меѓутоа се ретки. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше емисијата За или Против. Се надевам и знам дека ви дадовме одговори на многу прашања, доколку пред вас стои некој оперативен зафат, имајте доверба во докторите, како еден од најдобрите представници ги имавме вечерва тука во студиото. Знам дека одговорите ќе ви значат многу, а јас ви посакувам вечерва да останете во добра мисла и секако да останете со телевизија Алфа и вечерва и викендот пред нас. Убава вечер и убав викенд.